драги мои, во уште едно издание на Бизнис Муабети, заедно со нас. Овој пат ќе биде Љупчо Бубакаров, не требаат посебни најави. Разговараме во Бизнис Муабети за К15, разговараме за ТАРПС, разговараме за многу работи. Едно поинако интервју со Бубакаров. Јас сум Мишко Иванов и овој пат заедно со нас, форманово, топло ви ги препорачувам да отидете до кај нив, доколку ви е потребно нешто за вашиот дом, затоа што кога станува збор и за квалитета, нормално и за достапност кога се во прашање цените, овде се форма нова. Бубакаров во Бизнис Муабети. Стигнавме и до Бизнис Муабети, драго ми е што сте овде, комшија мој драг. Добре дојдовте. Здраво, живо, исто комшија мој драг и добро ве најдов. Како сте? Ние сме професионалци, така да цитираме на вие. Да. Да. Јас многу забележувам на тоа, кога дури по некој пат се гледа дека е тоа толку изнасилено, да глумиме дека сме многу блиски и дека се знаеме. Замисли сега, водителот има 24 години, соговорникот има 71 и разговараат на ти. Нема шанса да се толку близко един ако се татко и син или дедо и внук. Мене ми е тешко да се прешалтам, затоа што многумина ќе кажат знаеш, подкаст е малку оди нивото едно скалило подолу за да биде по достапно, ама мене ми некако па не можам на ти, не знам зашто, со било кој да и помал да е. Веројатно камерата го прави своето. Има некои правила. Основите во новинарството, да. Во водителството. Гостинот секогаш се обрежеш на вие. Исклучиво ако самата публика знае, ако например, се работи за луѓе кои што работеле заедно 20 години или живееле заедно 20 години, може да се браќа. Значи, во тој случај дозволено е. Втора работа, втората причина и најосновната. Вие сте домаќин на емисијата. Нормално е домаќинот да биде на високо ниво кога го пречекува. И колку и да се знаат на крајот од денот, ако се знаат, значи секојаш човекот кој што е назначен или кој што е над тебе, тоа по дефолт, значи или тој ќе биде за тебе секојаш директор, ако сте вие другари, кога ќе седнете во кафеана, тогаш може да видите на ти да биде директорот со име и со презиме да го словувате. Меѓутоа, тоа се некои правила. Тоа е почит и према гледачкиот аудиториум. Апсолутно. Така да. Свесно ве викнав во Бизнис Муабети, бидејќи така се вика емисијата, гостуваа бизнисмени, бидејќи и вие своевремено со К15 беше, да не ме сватите погрешно, бизнис на некој начин. Бизнис во смисла на тоа што она што К15 го правеше и преку скечевите, и преку рекламите, па ако сакате и преку дуо, трио, и тоа на некој начин се продаваше и влегуваше во бизнисот. Тоа што вие имавте обиди за ширење на бизнисот, ке разговараме малку подоцна и за тоа, за нели, оние сателитски канали и така натаму. Ако се вратите наназад сега, ако можете да го вратите наназад времето, каде би бил К15 денес? Колку не постоите веќе? 11-12 години? Па не знам, јас со годините, со бројките сум малку скаран. Да, меѓутоа Васко, он е многу поточен у тие работи. Последниот пат кога сметавме и баш го гледав во некое интервју, исто кажа, мислам дека 12, мислам дека е 13-та година откако не постои, не работи К15, не функционира. Така мислам, не сум баш многу сигурен. Што се однесува до прашањето, каде би бил К15 сега, предпоставувам дека вториот дел од прашањето би требало да биде ако се нормално течеше. Апсолутно. Пардон? Бидејќи на овој пазар денеска, веројатно би се вклопил во сивилото и К15, предпоставувам. На тој медиумски пазар. На тој медиумски пазар или би се вклопил, или не знам, можеби ќе бевме сега некоја си појака меѓународна фирма на меѓународниот пазар. Ние почнавме да влеговме у тој бизнис, се замешавме, што се вика, во тој бизнис, меѓутоа работите после како се одвива натаму, не одеше како што треба, немаше услови.
Не навлегувам се у тоа да бараме кривица зошто било тоа така, како било, дали било наша грешка, дали било туѓа грешка, дали било тоа од некого намерен потек. Меѓутоа, јас на крајот на краиштата сите работи ги сведувам под наша кривица, дека сме ние виновници, значи како и да било, би требало да реагираме или на време, или соодветно. Значи, чим нешто се случило, или барем да предвидиме, или у најлош случај да не им веруваме многу на сите што не тапка по раме. Тоа е карактеристика за обичниот македонец. Така? Па не само тапкањето, дека сите да. сме вака Да. Добар си. Јас овака ода, мене по две рамења ми има тапкана, ти си уште млате, веќе поминавме на ти. Мене по едно. Јас не пристојниот. Кога ве тапкаат по двете рамења, нормално е да има, нели, рамнотежа. А јас бидејќи веќе имам 65 години, среќа што кога ме тапкаа по главата ми издржува многу, иначе. К-15. Можем да ве вратам и од дома, можем да ве вратам и наназад како и од вашите родители, бидејќи пред да влеземе овде како еден од основачите на тиквишкиот гроздовар. Обичното прашање на просечниот македонец би било, па Бубакаров можеше да седа да направи милиони. Од тиквишки гроздовер до, не знам како беше она, карневал, преку Нома, преку К-15, преку снимање реклами. Можеш едноставно да уживаш, што сака можеше. Особено кога бевте како е тоа, во врвот кога бевте. Сега дека сте вие овде, иначе генерално за К-15 ме ги тоа и вие. Да беше... од секоја работа може да биде успешен бизнис. Значи, било што да работи човек во животот, ако сериозно се посвети на тоа, мене татко ми ме воведе во овие работи, така и го почнав през муабет, така и во тој контекст го почнав, го правев муабетот со тиквешки гроздовер. Татко ми е, јас сум научен од бившето време да зборувам во множина. Ние го направивме тоа, али слободно можам да ви кажам дека автор на тиквешки гроздовер е Илија Каровски, мојот татко. Заедно со милион други соработници. Еден човек сам не може да го направи тоа. Меѓутоа, авторот на таа манифестација, човекот што ја измислил таа манифестација е он. Тоа можело да биде. Тоа е, например, тоа беше тиквешки гроздовер стана во бивша Југославија. Беше многу сериозна манифестација. Сега да ги погледнеме фотографиите од тоа време, карневалите што се правеле, ќе видиме дека денешните карневали што се прават со мажоретките и со овие дефилеа што се прават се Головода. Па да не речем головода, не ми е целта да ги навредам или да ги омаловажувам. Тие луѓе се трудат, работат се повеќе и повеќе, гледам на костиме, посебно Стурмичкиот карневал. Гледам Кавадаречкиот карневал веќе се повеќе заличува на ако не друго барем се трудат да заличува на старите добри времиња. Да. Да, и така да меѓутоа тогаш се правеше во друго време, таму не се гледаше бизнис во карневалот. Например, Илија Каровски можело тоа да направи бизнис. Ако бил малку нечесен, малку, не мора многу. Да. Тогашните политичари другачие размислале. Нома радио исто така е Бубо Каров еден од вие изгледа како предодредени сте само да ги основате и па јас имам само на почетоците. Темелите ги поставувате. Преска почнав, а не довршив. Татко ми стално ми викаше: синко, што и да работиш во животот, работи го добро и посвети се на тоа. И метлар да си, ако метеш добро, ќе те викаат сите да им ги метиш дворовите. Сите ќе те бараат тебе да метеш кај нив. И тоа ми е останало мене у живот. Иначе, татко ми беше многу мирен и многу мудар човек. Како ме навлече мене на новинарство. Пишуваше некоја книга, не знам, он беше градски хроничар.
некоја монографија за кавадарци, дојде еден ден, а ја летно време се излежавам, спием до 3 сат, немам никаква работа. И вика, слушај, да ми помогнеш, има едни текстови, треба да се прекуцаат, треба книгата да се печати. Аме, викам, ја не знам да куцам, не сум чукал на машина никад. Ево ти машина, ево ти листови, колку можеш, еден лист, и ми остава листови. Тука ја почнувам, дури и трема ме фаќа. Почнувам по 4-5 сата да чукам на машина, так. Вториот, третиот ден и добиваш на брзина. И некаде четвртиот ден, јас работам и викам, добро, вауше, колку имам, само ми носи, секој ден некои листови. И вика, те гледам, добре се научи да чукаш, не треба, виши ми ги собра листовите, вика, сега вика, уживај, вика, одбарај, вика, чим се научи, ово не се заборава више да знаеш. Добра поента, добра финта, одлична финта. И тоа ми остани после, и кога се вработив, чукав со 2 прста, и до ден денеска на статура чукам со 2 прста, меѓутоа многу брзо и многу Ама точно. скечевите ги правите на... Тоа е посебна приказка. Скечевите не се куцкат, ти ги правите на оние... Ние уште тоа време користевме вајрлес. Значи, директно од тука на жуто ливче, на стикерче. Нема чукање, нема препишување. Од главата директно на стикерчето и стикерчињата наредени. Овака главната поента и тоа беа сценаријата. Добро, која имаше потреба, сме правили сценарија сега, може би и не е добро што вака збориме. Луѓево од намерно прават митови, намерно прават приказни, намерно прават милион измислени приказни за да добие нешто на вредност, а ние некако премногу ги минимизираме нашите работи, така да затоа луѓето ми викаат, вие цел живот се заебавате, вика, и од тоа, вика, и пари направивте, и живеете, и све. Тоа со правењето пари е релативна работа. Кога ќе направиш 10.000 евра, тргнеш да правиш 15. Кога ќе направиш 20, тргнеш да правиш 30. И тоа, веројатно, нема крај. Меѓутоа, не може од овој бизнис на овие простори да... Не можам да се пожалам и би било греф ако кажам дека не сме заработувале добро и не сме живееле добро. Дури и сум горд на тоа, бидејќи толку време екзистираше фирма на овие простори, продукција, да екзистира со многу сериозни проекти, со многу сериозни примања и со многу сериозна почит од секаде што сме добивале од наши колеги и од бивши југословенски простори. И многу друга битна работа, која сме оделе по фестивали, која сме оделе... Сега скоро работевме со другарка ми јас на мојата биографија. Она цел живот инсистира да ја дефинирам јас мојата биографија и овие денови кога собрав што се сум работел и како сум работел, па да ти кажам, мислам дека една емисија ќе треба специјално да посветиме на тоа. Само да isчитаме што, а после да дискутираме парче по парче. Ако треба и ќе посветиме. Што се работело и како се работело. Така да, еден податок да го кажам сега од Јан, сум во години кога веќе у моментот, ако не кажам, после може и да заборавам. Ние, К15 продукција беше на најголемиот светски фестивал за адвертайзинг, Епика, не ме држите за збор која година, бевме во финале, ако се сеќавате, на телевизискиот спот за Peugeot 206, кај што момче едно индиец се обидуваше од неговиот стар автомобил да направи Peugeot 206. Може да го побараат тоа. Ми се појави скоро некаде. Лесно проверливо е, да. Нека укуцаат на YouTube, ќе го најдат оваквото спотот, а ние учествувавме со спотот со бабата и дедото кога учат англиски, телевизискиот спот за јазично студио Глобус. Значи тоа не беше спот со К15, со нашите ликови, и што ми е уште подраго, стигнавме до врвот на светот, што би се рекло.
Ова многу малку го знаат. Малку луѓе го знаат. Толку добро се сеќавам Да. на рекламата на бабата и на дедото. Со кого мотаат клопчето и со кастофон. Има ние имавме една пракса во К15, тоа сум го кажал, веројатно ќе се повторам. Ние не правевме прва клапа, промоции. Например, обично се почуе да се снима, сега више прават прва клапа со Славија за музички спот. Музичкиот спот сниман на еден кревет, на еден чаршаф и на две перници, со 2 до 3 спавачици, со малку ветер, и некој јеби ветер таму у чош што гледа и посматра во аер, и ето ти спот. И за тоа се прави толку галама, за тоа се прави промоција, за тоа се прави прва клапа, па втора клапа се слави. Ние практикувавме, од која ќе ни заврши циклусот, правевме задња клапа. И задња клапа обавезно беше кај Васе Амзо во Ада, кој што ни беше и студио во повише од 50% од скечевите, за што сме му посебно благодарни. И си правевме, и јас лично мислам дека е поисправно така. Од која ќе ја завршиш работа, од која ќе покажеш што си направил и од која ќе кажат луѓето што си направил, редно е да прославиш. Оти има када случајно да се направи прва клапа, а проектот никада не се заврши. Добро, очекувавте ли таков успех со К15 кога почнувавте? Како почнува? Почнува со идеја да правиме пари, почнува со идеја да правиме сатира, со каква идеја почнува? Не, значи со идеја да правиме пари, ни еден проект, барем јас не сум тргнал во ни еден проект со идеја да правам пари од тоа. Добро, бизнис еве како како сакате да бизнис, да. Кога правиме сега, може и погрешно се изразам. Во нашиот бизнис, Пошто ние ово што го правиме, секој го прави на крајот од денот како некој бизнис, што ја знам, не е. Мишко, ние сите сме работеле, сме почнале да работиме за плата. Така е. Јас не сум почнал, уште кога почнав не сум почнал да работам за плата. Сум работел хонорарно, сум работел, сум настапувал на тезги, сум свирел како музичар на тезги и, фала Богу, од рани години многу добро сум заработил. Значи, пари не ми недостасувале, освен кога дојдов, кога се пресели во Скопје и што кога почнав да работам само за плата, и се поклопија тука работите, прајање куќи, купување стан, взимање парите, враќање назад од станот, губиш средства овакви, груби средства онакви. Па добро се титкати. Да. Добро, ова ме подсети на една анекдота со еден наш колега, сега не мора да го спомнувам, и мој твој колега, снимаат емисија. И додека снимаат емисијата, он вика, се обрече во камера и вика: почитувани гледачи, нашите телефони постојано ѕвонат. Вие се јавувате, вика, се интересирате, сакате да ве вклучиме во програма, ама ние не можеме да ве вклучиме, пошто овој разговор е снимен. Сега требаше јас така да изреагирам. Тројцата, Васко, Бранко и вие, сега мора да направиш бизнис план, така? Идејата, како се раги идејата за К15? Ја имав идеја, ние више имавме со Васко и Бранко, више имавме блиски пријателски односи, да речем, бевме добри пријатели и соработувавме веќе уште во Радио Урневес, во втората програма на Радио Скопје која работев ја. И они си ги изградија више ликовите, и уште таму се појави Тошо Малярот и Миле Паника се појави, ако се сеќате на она реклама во А1 телевизија со тие тродимenzионалните научари, Бранко што ја правеше реклама, нека ти купи татко ти, кој му викаше на малиот. После се префрливме во Радио Нома, таму исто екзистира
трите лика, Цацко Конопишки, Тошо Малерот и Миле Паник. и Миле Паник. Мојата идеја беше да направиме музичка група што која што снима музика со сатирични текстови. Немаше, постоеше на времето Борис Бизетич со не знам како се викаат тие, не ми текне сега, има една група, меѓутоа тоа беше онака народњачка, да речем, варијанта. Мене ми беше идејата малку подруга, да бидат тоа сонгови, со сатирично хумористични Оно што го текстови, правеше дуо али- трио, така? Да, тоа што го правеше дуо трио, меѓутоа после дуо трио зема малку посериозен тек, бидејќи класичниот хумор го оставивме во самата емисија, во К15. А дуо трио малку по малку стана класичен рок бенд. Така да беше сериозна поддршка на Па добро, на кога целиот почна проект. Градинарот А во свеќе исто да го време, расте- во исто време, добро, Градинарот беше пародија на овие ново компонираните што се појавуваат тогаш. Мислам, Аз се сеќам Васе кога дојде со тоа беше толку смешна ситуација. Ние снимавме една епизода од оние епизоди што беа целовечерните, оплеменувачи на иверици. Имавме една епизода во која што на една така по лаковерна, да речем, полесна женска и обечавме да направи кариера за за возврат да ни даде некои услуги. И таму почнало се појави оваквото текстот Градинарот цвеќето го расне. Демек песната ќе се вика така. Васе дојде еден ден со еден текст, се утепавме од цвење, Градинарот цвеќето го расне, ти нервозна 3 дена ти касне, фикус ми подари, бамбара. Тука се надоврзавме, се дори ја направивме у канцеларија песната и баш се сеќам многу добро. У тој период снимавме песните, ги снимавме кај Валентино Скендеровски. И на Тино, кога му кажавме дека оваа песна сакаме да снимаме, не бе, вика, нема шанси, ти знаеш, не снимам, вика, такви, овакви, не бе, Тино, бе, едва го изболивме да снимаме песната. Ја снимаме песната прво емитување и стана невиден хит. И така се споивме со Васко и Бранко и се створи убава позиција. Бранко работеше во Ајден како извршен директор. И они ја градеа програмата, ним им требаше програма, тоа нас ни дојде како згоден простор кај што може да се презентира како кеца 10. Меѓутоа принципот, знаете сами како тече работите. Ние даваме емисија, си го продаваме сами просторот. Тоа беше малку тешко у првите 2-3 години, меѓутоа издржавме и кога веќе доби на популарност емисијата беше после полесно. После више имавме ситуации кога цели сезони унапред беа продадени реклами. Да. Дори луѓе не ни веруваа кога ќе им понудевме на некоја фирма, например, ни кажуваат, сме заинтересирани реклама, викаме, нема више простор, пошто бевме ограничени на, мислам, 8 минути. Па И сега наредната сезона му се јавуваме, му викаме, ако сакате, земете си уште сега простор, а бај што замишljате вие, вика, BBC да не сте пола година унапред да ангажираме простор кај вас. Добро, ние да ви кажеме. И после, кога ќе почне емисијата, кога ќе ја видат се емитуе, и некаде на трета емисија, слушај, ја решив да влезам во емисија, режима нема, и како бе, нема простор, вика, на 24 саат дава, ние имаме право само 8 минути. Па како е тоа, еден саат, така беше на 50 минути, 12 минути реклами, нешто, па се зависи како ќе се договориш со... Ја мислам дека, кај нас 45 минути, мислам дека беше терминот, не ме држите за збор, пак ќе кажам со бројк со скар, мислам дека дали 8, дали 6 минути имавме ние право на... Во принцип некој се договара дали да, нели тоа, сега кога продаваш емисијата, може да ти рече и собственикот на телевизијата, еве,
Да, зависи од каква позиција си да се пазариш. 70-30 за мене просторот за Па добро, види, за ние реклами. обично секаде почнувавме цел простор за нас. Но не се. Тоа со почетоците, вие како што видите и пред да настане тој бум, затоа што вие прво почнувате, еден беше тогаш скопска телевизија, уште немавме Абер ние 93-4 година, медиумите функционира онака како што функционира. Потоа се донесе законот, па потоа еден стана национална телевизија. Ајде беше скопска телевизија, Скопска ама телевизија. постоеше Тиквеш Транс. Да. По автобус ги праќавме, се сеќавам епизодите на ВХС касети на локалните на локалните телевизии и праќавме по автобуси и ги емитуваа на вака со колку пари стартуваше К15, може да се каже? со Волку. Да. Не знам и Мишко. Со ич пари стартуваше К15. Со минус 200 евра, позајмени од некаде или марки, не знам. Буквално со ич. Ние среќна околност беше тогаш, пак ќе кажам што А1 телевизија и она беше на стартот, и А1 телевизија се градеше. И сите луѓе имавме на вистина огромна соработка од сите луѓе што работеа у А1. Сите работеа за нас. И исто среќна околност беше, пак ќе повторам тоа, дека Бранко беше извршен директор таму во телевизијата. Така да, што се однесува до услови имавме секојаш за термини за монтажа, опрема, луѓе по потреба, кои ни требале екстра. Така да, некако заедно се градевме у стартот. И кај нас, како што обично бива, после некој време почнуваме да мериме, нели, кој е позаслужен и почнуваме да се расправаме околу тоа што е прво, дали кокошката или јајцето, што е побитно, дали печката или процесот што се одвива во печката, и тоа нема крај. На Балканот тоа кога ќе почне како тема да се дискутира и нема крај. Кој е пикот кој што го достигнува? Говорам не од аспект на профити, туку на финансија, ако сакате К15. Кој е најголемиот пик, бидејќи тоа беше време кога имаше тогаш генерално маркетинг, се појавуваше пари, некако циркулираа пари во држава. Кој е пикот од прилика со колку пари циркулираа, например, во К15 и од К15 и од реклами, па затоа што вас ве бара и за реклами, тоа беше страшно. Можам да ти кажам некои бројки на кои што се сеќавам, па врз основа на тоа да изведеме некои заеднички, како се вика тоа, именител или содржател. Не знам, математика одамна не сврши. Се обидувам да направам споредба со тоа што било тогаш и она што е сега, колку е паднато, не ми е идејата, да не ме сватите погрешно, колку направиле пари Јасно ми е, види, К15 е изузетно скап проект. Значи, скап проект. Ја во една прилика гледав и Васко гостуеше на некој од телевизиите и кажа колку коштале рекламите. Ми се јавија 20 души испопаѓани у несвест дека многу пари сте наплачале вие за реклами, не знаевме, а мислам дека Васко не ја кажа максималната сума што имавме наплатено, да речеме, за рекламни спот. Колку? Па еве 50.000 евра, да речеме. Најскап спот. Најскап спот. Од 20.000 до 50.000 евра, па тука ставите некој просек, да застанеме на некои 30.000. Зборувам сега за квалитетни овакво рекламни спотови. Значи имаше неколку категории. Па затоа што кошта, Мишко. Зашто толку пагаат луѓето во несвест, не разбирам. Веројатно немаат ориентација колку изгледаат на реклама да се направи. Тоа е проблем кај нас у државата воопшто нас. Ние сме, знаеш како, ние живееме на плейбек. Цела држава ни функционира на плейбек. Од државата до секој поединец. Ние знаеме секој, јас знам за Мишко колку пари има, знам Мишко колку заработува, Мишко знае за мен, а за себе никој не знае кој колку заработува и неговите пари се стално најмалку, а туџите пак најлесно се бројат. И најлесно се прави големо купчето. Значи, 30.000 евра ќе наплатиш за рекламен спот.
Ама треба да знаат луѓето дека, например, снимателите сме ги плаќале на саат од 150 до 350, некогаш може би и повеќе евра. Па монтажа. Па монтажа, па камера, па изнајмување на светло, објект. Па тоа ние е. геодетски завод во Белград го имаме изнајмено, ако не се лажам, 4 или 5 саата своевремено за некои си 7-8 илјади марки. А што снимавте таму? Таму снимавме спот за Вива. Направивме посебно, значи посебно беше направена со посебен фонд цела судница. Значи во холот на геодетски завод на Србија, посебна судница беше направена и не направена од стиропор, него направена од дрвени огради, од Цела сценографија. како што изгледа стара судница своевремено. Значи ние на ништо не штедевме пари за сето тоа да изгледа добро. Посебно кога се работеше за рекламите. Колку движеше тогаш маркетиншкиот колач, од прилика колку пари еве во Македонија? Јас се сеќавам на времето најскапа реклама бидејќи Ајден беше најгледана, чинам дека беше сега не редовна цена, не влегувам во оние дисконти попусти што има, дека беше околу 200-250 евра секунда. Ако не се лажам. Не. 250 евра не била никогаш секунда, него 25 евра беше просечна цена на секундата. Највисока цена во Ајден, јас што ја знам. Сега ја го земам Ајден бидејќи она беше негледан и тогаш по тоа се водеа реперите колку Зошто го кажам? Затоа што ние бевме договорени со Рамковски да држиме истата цена. Значи се сеќам еднаш 35, кај нас најскапата цена у К15 била 35 евра секунда. Тогаш беше 35 евра секунда и у Ајден. И после некое време случајно се случи една незгодна ситуација. Еден од клиентите, што беше клиент и во Ајден, што беше клиент и кај нас, ни кажа дека за истата работа у Ајден му даваат 90% дисконт за да оди у Ајден да не оди кај нас. Значи, и тоа се лошите работи што се случуваат. И колку пари се вртеа тогаш маркетиншкиот колач, колку движеше? Сега ќе ти кажам, значи на годишно ниво, пошто јас ги работев не финансиите, него бев многу у тек со тоа колку пари влегуваат, колку пари излегуваат. Водев грижа и околу трошоците и бев цело време со сметководителот на линија, што се вика. За да се произведат 2 циклуса у текот на годината, требаше некаде измеѓу 600 и 800 илјади евра. Значи, зборам, се потребни толку пари за да се покријат сите трошоци. Тука се плати. За К15, да, за цело К15. 600, значи скоро уште малку па милион евра, така? Па уште малку по милион. Тоа се 2 циклуса у текот на годината, по 8 до 10 овакво епизоди. Тоа се сериозни пари. И мене за тоа ми падна, ми дојде многу криво кога отидовме на МТВ да работиме, на МТВ не смеат да се метуваат реклами. И отидовме на МТВ свесни со загуба, отидовме со молба од тогашното политичко раководство на државата, не раководството на МТВ. Раководството на МТВ немаше блага врска со тоа што се случува и што се договара. Буквално бевме замолени да отидеме на МТВ за да го кренеме рейтингот, да, и да отвориме врата да почнат луѓето да се враќаат во МТВ, да почнат луѓето да имаат доверба во МТВ. За нас МТВ беше жива загуба, а на крај не прогласија за лопови. И тоа не прогласија за лопови наши колеги кои што многу добро знаат колку и како се заработува од оваа работа, што се исто професионалци како и нас. И тоа јавно пишува, мислам. Јас имам дадено зарек дека нема да зборам никогаш против новинари, против колеги, и иначе можам ова многу добро и да го образложам, не само да го образложам, него да не им текне никаду живот да зборат такви невистини за никого, не па камоли за некој од фелата или за К15. А што е зависте во прашање?
Па, Мишко, ако ми верувате, не сакам да размислам што може да биде во прашање. Јас тврдам, тоа го подведувам под менталитет. Наш менталитет. Пак ќе го спомнам на туѓите пари, најлесно се бројат. Слушнале нешто, подпишале К-15, таков и таков договор. И знаеш како? Има една стара приказна како ајде да садиме круши. Толку дрва по толку круши, по толку пари ќе земеме. Ама не оди така. Јас постојано со некој вака кога ќе разговарам и ќе ми каже да беше со оваа твоја емисија со претходната во што знам во Англија ќе сутепаш од пари симање. Колку К-15? Ами еве јас ќе бидем уште еден што ќе ви го кажам сега. Колку Со вашиот минат труд сега. Вие требаше да. Не само со патот за успех. Патот за успехот е емисија која што врзуеме со Мишко Иванов. Да. Ама јас, пошто мене тоа ми ја работа, цел живот тоа го работам. Јас и 24 часа ја врзувам со Мишко Иванов. Цела телевизија. И сега ако и прашате луѓето да ви наберат петорица луѓе, ќе почнат со вашето име и презиме. Која е идентификацијата на телевизијата со... Да ми беше поентата, да беше К-15 во Белград. Нели обично тоа го сметаат за како катапулт, сега оно што гледам и таму се парите на крајот од денот, или во Лондон. Ќе бевте на врвот? Би биле на врвот? Како... Најпросто кажано, во сите овие подкасти сега и телевизијски емисии, само кај вас ќе можев да гостувам, не ќе можев, само кај вас ќе гостувам, затоа што на другите на сите ќе им барав по 100.000 евра за да им гостувам во емисија. А ние по другарска и комшиска линија немаше да се наплатим. Да, така функционира, да. Што не нас разликува, например, од еден Белград? Вие велите, ние кога одевме во Белград, кога снимавме, и тоа во времење кога оние времење на Милошевиќ, кога зима по 10 марки пензија, доктори зима по 20 марки плата, вие тогаш одевте, снимавте. Како тоа ние останавме вака проклети, може би е прегруп збор, меѓутоа нас сите некако не пришишуваат, ние останавме. Нема К-15, и јас кога ќе кажам, па веќе се и К-15, кога гледате што ви се случува и на политичка сцена, просто вие неверојатно... Нема потреба веќе од К-15. Неверојатно ви е дали ова И прашање ние дали би се снашле сега во овие услови. Дали би били интересни? Така што во Белград вие рековте се надпреварувавте со таа реклама, стигнавте до самото финале. Тешко беше да се освои тој пазар? Меѓународен? Имаше обид за... Не само обид. Пошто на време кај нас тука филм, кога ќе има филм. И цело време кога ќе ве сретна, кога ќе дајавте интервју, бидејќи бевте презафатени со работа. Кога филмот? Само тоа се прашуваш. Вака, ќе кажам сега уште неколку податоци, што не сум сигурен дали сум ги кажал некаде до сега. Ама ја молам и јавноста и вас да го сватите ова како мое толкување и мои изјави. Па и така го третираме. Да, не, бидејќи ние сме тројца, имавме, например, имало ситуации кај што јас сум научен да зборувам во множина и можеби ќе кажам паш нешто во множина, ама третирате го како јас да сум го кажал. Да, како вие лично. Да. Значи ги тргаме Бранко и Васко на страна. Така. Како беше прашањето? Се шала. К-15 можеше да биде многу сериозен меѓународен проект. Имаше 3 шанси за тоа. Првата беше благодарение на нашиот драг, сега покоен, Бог да го прости, пријател Иво Лавренчич. Негова идеја беше да го направиме К-15 за почеток, да го иститлуеме, да го пуштиме у Србија. И тоа требаше да биде по осамостојувањето на државите. Беше договорено, цело тоа он го изработи, со тогашниот министер за култура, господинот Којадиновиќ, кој претходно беше уредник или директор на БДВС-2.
телевизијата. И бевме во Белград, подпишавме договор, иститлуевме, мислам, 30 епизоди. Со македонските што со ви, така со- или снимавте и за... Не, македонските епизоди само ги Титлани. иститлуевме Аха, долу добро. на српски и ги пуштив експериментално, они тогаш пушти експериментална втора нивна програма само за Белградскиот регион. Само за Белград и околина. Емисијата помина феноменално. Феноменално. Значи, на второто одење веќе таму, ја не бев, после што ми расправа колегите, самите колеги и персоналот на у телевизијата кога се појавивме, кога влеговме, вика унатре, не пречека со аплауз. Од више чуварите Браво. ме препознаваа доле. Почна да ни се случува да у клуб на писатели на вечера одиме, доаѓа келнерот, му викам ја, пошто сум ја мераклија, нели се да пробам помалку, му викам, шефе, дали имате некоја пракса да направите така еден голем тањир, што коста си плаќам, сакам од се да пробам, ако е можно. И ми вика, за К15 пријателју се е можно. И ние одма тројцата во истиот момент се вртиме вака, да видиме кој е сега некој наш пријател, што му рекол на конобарот да не зеза. Или кажеме, прави се дека овие сите ги знаат у Србија. Ама полека се испостави се на граница, не почна да не препознаваат мене. Ракометното првенство кога беше ме тераа да на граница да им пеам песна за да не пуштат преку ред. Ај каже еден скеч од К15, како е била она песна Гардинарот. И така, да. После имавме една понуда, беше режисерот на Каналето. Каналето е емисија на Слави Трифунов. Слави Трифунов имаше шоу на бугарска телевизија со уште два-тројца негови колеги, многу сличен на К15. Да. Првиот режисер на Каналето, мислам дека Румен му беше, дојде кај нас, разговаравме со него, сакаше да снимиме варијанта на квази бугарски, значи мешано македонско-бугарски, као нешто од типот тројца изгубени германци. И да оди тоа на бугарската телевизија. Имавме и договорено и гостуење емисија кај Слави Трифунов. Се сеќам беше у јуни месец договорено за од септември да почне тоа да се реализира. Меѓутоа нас ни се пролонгираа некои емисии, ни се продолжи сезоната за една или две емисии, одложивме и после тоа Слави Трифунов, од која виде за што се работи, од кога видел, ние имаме таква информација, се откажа од тоа да гостуваме таму, после слушнавме разговори, муабети од некои луѓе, јас што имав приватни контакти од продукции таму, од Бугарија, дека наводно рекол ако случајно овие луѓе дојдат тука, јас ќе сменам телевизијата. Колку е тоа така и не е важно у оваа ситуација. И третата понуда, за која што ќе ни биде жал веројатно цел живот, добивме понуда да се преселиме комплетно во Турција по принципот на фудбалерите. Со престанување на емитување К15 тука, имаше одредена сума која што ни беше... Колку? Не можам, сега да ви кажам, не можам, пак ќе кажам... Добро, дали е повеќе од милион евра? Не. Добро, Не. добро. Зборам Се за- трансфери се во Не, прашање. ова Која година е? ама не сте Окей. фудбалери. Да, која година е ова? Али пази, за сериозни работи се Да, работи. која година е ова? Пак проблем се Добро, со добро. годините. Да. Добро. Ова не, јас ова за Турција не сум го знаел. Ова другото малку горе долу луѓе ми е го знаат. познато затоа што и ова го познав и Пази, лично го познав. Ова за ова за Турција и за значи луѓето со човекот е тука, до ден денес живее тука. Он е турчин, женете у Македонија. И требаше да се преселиме тројцата и требаше извесен период, не се сеќам се колку месеци, да живееме во Турција, а да не контактираме и имавме секој тренер, учител со нас да учиме турски. Интензивно. Али И ковид да се исто гледаме останува? само за викенди. Да се гледаме, пуштаме тука фамилиите, се селиме 6 месеци таму и после 6 месеци стартуваме со снимање на турски? К15 на турски. На турски. И таму се работеше за многу сериозен проект и за многу сериозни пари. И?
Кој упрапа? Кој упрапа? Ама не е упрапуење тоа. Не, тоа е се шегом, тоа е Види, сериозен предизвик, е тоа тоа е, затоа што и фамилија види, и вас е прв прифати, вика, што се однесува до мене, јас сум заљубени ку Турција, секако одам јурам таму, само двата пара купачи ги зимам, едните на мене, едните од торба и тргнуеме. Меѓутоа, кој проблем се јави кај мене? Јас дома им кажувам на жена ми, жена ми бидејќи беше заменик јавен обвинител на град Скопје, тоа се функционерски места кај што не можеше да земе неплатен одмор. Значи не може да земе 6 месеци или година дена неплатен одмор па да се преселиме од Турција. А идејата беше да се преселиме фамилиарно, ја не би можел сам да... апсолутно. Децата ми беа мали. И од кога кажав овоа, после 2 или 3 дена, помалиот син вика, тато, а ја на кој јазик ќе учам таму? А му викам на турски, на англиски, и ќе учиш и турски и англиски. А нешто кога нема да ми биде јасно на кој јазик ќе прашам и на кој јазик ќе ми одговорат. Пази, вака изгледа многу наивно, а уствари за дете од тие години е страшна работа. И за возрастен човек е страшна работа. Може да мислиш, одиш прв пат негде у непознато, одиш у школа, ако ти се јаде, не знаеш, ме сваќаш, тоа ти влегло у главата. Разбирам, да. Абе, детето 3 дена, 4 не спиеш. Ајче, речеме, тоа некој се решава. На Бранко жена му само што се вработи. Тогаш. У тој период. И сега замисли се вработuje, само што почне 3 месеци дојде на работа и да треба да бара неплатен одмор, не знам, толку и толку време. А зашто И не зашто прифативме. видиш можеби понуда за која што ќе шалиме? И па не дојде друга понуда после тоа. Тоа беше сериозно, тоа се работеше за Ихлас телевизија. Ихлас телевизија, како нашо ни беше објаснето, беше телевизија која беше малку, како да речам, верски ориентирана. И сакаа да направат сегменти, да почнат да форсираат позабавни сегменти за по-комерцијални, за да може и телевизијата да стане по-комерцијална и погледана. А вие требаше да правите К15 за турско поднебе, така, скечевите за... Ние требаше истите скечеви од К15 да ги преснимиме комплетно, комплетна продукција на турски јазик. И дури македонски, бе. Да, сериозно работиме. Добро, тоа што поминува, види. А вака кога ќе видиш, си каше како се овие политички, да, политички, ама од некоја страна кога почнавме да броиме, пола од политички и таму поминуваат. Да. Не сме ние, менталитетот нас не е многу различен од турскиот. Посебно по овој уделот на чистиот хумор, што е урбениот секојдневниот хумор, тоа овака поминува. Па у Србија единствена забелешка ни кажуваа колегите од телевизијата кога се емитуваше, зошто било титлувано, ги бунело луѓето. Ние Кавдаречкиот у Србија го титлувавме на пирочански. А ако ги слушаш, земеш ги слушаш, малце не исти се у некои делови. Иначе ви кажам, и истријаните горе исто као кавадарчани зборат. У Истра, Хрвативе? У Истра се изненадив, јас едно време бев повише присутен таму у Истра. И слушам, зборуваат на дијалект, ќе одим, ќе гледам и мислев дека мене ме зезаат. Оти ние со другарите, пријатели, таму си правиме момент на Кавадаречки. И ќе одиме, ќе правиме, мислиме дека не зезаат, додека свативме дека они исти таков им е дијалектот. Ви недостасували К15? Да. Да. Има шанса пак да се Па ми недостасува, као атмосфера ми недостасува, као... Не само К15 не беше само емисијата, К15 беше една многу голема дружба, не само прво ние тројцата. Па ние цела фирма функциониравме као фамилија. Мој животен сон беше ние кога ги градевме објективе тука во и телевизијата и продукцијата. Со Кокан Смилевски архитектот која го градевме тоа, ние планиравме дел за детска градинка, ние имавме isпланирано дел за бифе, за кафич, за вработените кои ќе додат дома да може да си земат готов ручек за дома или ако сакаат да ручат таму. До таму беше направен
планот како да функционира К-15. И К-15 почна да функционира. Мислам дека сега, кога си правам анализи, мислам дека направивме грешка што кога почнавме више, кога се одлучивме кога влеговме и во бизнисот со сателитскиот провајдер, со Тарп. Тоа да прашам со Тарп. Да, мислам дека направивме грешка, ние ги поминавме сите телевизии. И на крај ни остана уште Алфа телевизија, кај што не сме. Па бевте таму. Не, бевме таму. Да. Ама ние, кога отидовме во Алфа телевизија, веќе имавме нашата телевизија. Мислам дека направивме грешка, што не ја емитувавме К-15 на нашата телевизија, отидовме на друга. И таму ви се свртја, и на таа телевизија, на тој сателитски канал со Тарпс беше така? Да. Да не се лажам, и таму да ви текнува, сигурно ви текнува, што како едно друго. Ова е земја каде што ќе ти простат се успех, никако нема да ти простат запречивте или некому. Знаете, сега сите има многу експерти кои што немаат појма, ама ќе ви кажат чекај јас да ти кажам, ти не го разбираш. Едино ми е жал, кога почувствувавме дека тука има отпори, пошто ја бев најдиректно вклучен, тоа имам и право да зборам за тоа. Имам, што се вика, имам и папир дека имам право да зборам за тоа, бидејќи официјално бев представник на Тарп за Балканот, координатор. Ние успеавме за рекордно време опрема која што стоеше 3 години во царински складови, за 3 недели да ја извадиме од царински складови и да го пуштиме центарот, телепорт центарот. И тоа, пазете, во време кога имавме со Грција многу напнати односи, ние на телепорт центарот за Европа беше лоциран у Атина. Ние успеавме од Атина да го извадиме и тоа со судни маки да го инсталираме у Скопје. Значи го префрливме од Атина у Скопје. 5 грчки телевизии национални, ако не се лажам, ако се лажам, сигурно се 4. Да, се сеќавам на бројкиве од Одеа, некаде. само грчките телевизии одеа од тука. Да. Ако ви кажам нека одеа реклами за настани у Македонија со развеано знамето на Вергина, на грчки телевизии национални, на кој што се збори за манифестација што организираат македонците некаде, дали у Скопје, дали у не знам, у Сиднеј, дали у Минхен. И грците тоа си го имитуваа како попчиња. Никој не смееше ниту да пипне, ниту да смени нешто унатре. Колку пари загубивте таму со тоа или не? Со Тарпсот? Па не можеме да кажеме колку загубивме, затоа што многу на време тоа се стопира. Така да се работи за големи пари. За големи пари. Се работи затоа што ние тогаш влеговме у бизнис со Тарпс и го добивме Европа да работиме цела. И тоа се милионски суми таму има или? Милионски. Тоа се веќе милионски суми. Да. И тоа е посебна приказка која што мене ми е нејасно. Тука можам да речам дека се работи чисто за онака, колку и да звучи малограđански ово сега што ќе го кажам, што многу луѓе ни го потврдија дека кога се правел муабет дека циркузантиве станаа многу јаки, мислејќи на нас, мора да ги донесеме на просјачки стап. Значи, сме станале јаки не само финансиски, бидејќи една работа, сега ќе ви ја кажам најоригинал како го правев муабетот со Владо Бучковски. Владо Бучковски беше премиер, јас бев тогаш член на управен одбор на Стопанска комора и многу често се гледав. Ја не знам другите премиери дали тоа го практикуеле или не го практикуеле. Владо Бучковски еднаш или 2 пати у месецот обавезно доаѓаше у Стопанска комора. И јас сум бил сведок, ги прашал стопанствениците,
Кажете дали имате некој проблем кој што ја можам да го да помогнам у менеджирањето на тоа. Дали се работи. Баш се сеќам на една ситуација со мислам дека беше Гранит, кога на Страшно Гранит му рече дојди утре кај мене са бале да му се јавиме на Иво Санадер да го фатиме на бричење. Да не му почнат обврските за да му образложиме. Мислам дека некој тендер доби Гранит тогаш па правеа мостови, правеа во риека тамо кој беше. Мислам дека еден тендер неправилно им зема и мислам дека држава после им помогна, дали им дадоа друг тендер, да не навлегувам тоа. Меѓутоа, кога отидов јас да му образлагам на Владо Бучковски со елаборат од 150 страници и со едно ливче од една страница. Му викам, еве го елаборатот, нека го гледа таму кој треба да го гледа, комисии, ти реков ми рече, а јас само да ти го прочитам овоа, оти ако се замуабетиме, ќе звони телефон ваму таму за да ти стане јасно за што правиме муабет. Човекот имаше трпение, ме сослуша, 3 минути трае на тоа, му стана јасно за што се работи, вика, па ово е многу голема работа. Ово е, му викам, од два збора да ти кажам. Телевизиите на Берлускони сега одат преку нас. Медиасет. Да. Ние имаме право по договорот 48 сата, ако не му ја реемитуваме програмата преку сателитите, не мораме да му даваме никакво образложение зошто и како не одат, каков е техничкиот ефект. И у случај, сега јас онака повише на шега, меѓутоа тоа е и реалност. Ако сакаш, например, да се чуеш, а немаш потреба со Берлускони, ќе ги исклучиме ние 4 канали на Берлускони. Првиот ден ќе ни се јавуваат тие од телевизиите, вториот ден ќе му се пожалаат, ќе му речат премиер, абе овако вие не можеме да добиеме никаков одговор, не ни одат телевизии на тие сателити. И он нормално ќе се јави кај премиерот. Ќе му рече, господине премиер, вака и вака, и вие, господине премиер, ќе му кажете, момент да прашам што е работа, и ние ќе ви кажеме, не е проблем, кажете му дека вие сте ургирале и за 15 минути ќе ги пуштат овако. И Берлускони ви станува дужник више. Добре го. Што ви като хрижени, и тоа не е мамено. На крајот се сведува на она. И мене ми е многу јасно и по вокабуларот кој што е користен апропо циркузантите станаа премногу силни. Тоа е тој македонски синдром каде што кога ќе земат политичарите или политичките елити како велат, не може да биде тој по-голем рейтинг да има од мене. Па вие дури своевремено со К15 бевте доведувани во ситуација 70% да го критикувате СДС, па 30 ВМРО, па другата недела 30 СДС. Не сме биле никото таква, него имало таква понуда. Понуда таква. И знаете се како да го правите балансот. К15 ја уби политиката или? Прво, живо е К15? Овака на хартија? К15 треба нас да не утепат. Јас се јавно кажувам, барам снайпериста, што нема да ми побара многу пари, да ме утепа и да умрам херојски. Да не го фатат него. И сите цел живот ќе прашуваат зашо го утепа, овој сигурно беше некој битен човек. Битен човек, да. Политиката губи К15. Толку не може да ги нервираше. Што ги нервираше? Сатира, станавте премногу, јас што го говорам, премногу јаки влијателни кај луѓето, каде што не можеше политичарот да доживе не секој. Мишко, ние не бевме свесни колку сме влијателни. Значи, навистина немавме ние првите неколку години, ние не знаевме ни дека сме популарни надвор. Да не дојдеше Горан Стефановски, да не ни дојдеше у канцеларија, да ни каже, вие не знаете, вика, надвор што се случи, колку луѓе што ве сакаат, колку ве гледаат. Немаше да знаеме, толку бевме, немавме време да излеземе надвор да почувствуваме што се случува. А тоа дека бевме влијателни, после се види и по онаа сите те бараат, не знам, да се појавиш оваму, да се појавиш онаму, па на приватна забава да дојдеш, па... Да. Па... Притисоци имавте? Политички? Не. Не? Значи,
Сега, ако овие работи не се сметаат у притисоци, сега ние отпосле дознаваме милион ситуации за кои што не можеш 100% да бидеш сигурен, мада луѓето кои што знаеме ние да селектираме кои што ни кажу и кои што може да ни каже. Меѓутоа директни притисоци не сме имале никак. К15 Напротив, ние сме имале со сите политичари сме имале одлични релации на почеток, а некако на крај стално завршувале чудно. И не објасно. Например, влегувањето у бизнис со Тарпс. Значи имавме средба со Никола Груевски. И Никола Груевски му кажуваме за оваа ситуација, дека влегуваме у бизнисот со телепорт центарот. Вика, ја начув нешто, вика, ма таа работа ми е, не сум сигурен, вика, вие начисто се со тоа дека сакате да влезете таму. И баш јас лично му реков, слушај, ние сме решени да влеземе тука, ама ако има некој проблем, вие многу лесно може да проверите. Дај проверете вие, државата, да не влеземе ние у некој бизнис, што е Валкан бизнис или ме разбираш? У кој смисол? И после 5-6 дена имавме средба у кабинет, значи прво влегување, ми вика, оноа што правевме муабет пред една недела, проверено е, работава ви е чиста, нека ви е со среќа бизнисот. Вака заврши муабетот. И кај пропадна? Кај пропадна? После пропадна, се растори договорот со Тарпс и у цела таа ситуација, ние, цела таа ситуација со Тарпс и влегувањето тој бизнис повлече многу работи. Ние земавме кредит за да изградиме посебен објект. Тоа ми текнува веќе на тие. Никој не е будела да зема 2 милиона евра кредит, ако нема сигурен. Ние ова се работи што лесно можат да се проверат. Кога конкуриравме за национална фреквенција, значи, стигна до нас, бевме едина телевизија што конкурираше со елаборат и со преддоговор со Австралијска банка за кредит на 3 милиона австралијски долари. Значи, со обезбедени пари, со почнат објект да се гради, со обезбедени пари за објектот, готов елаборат за телевизиско студио и не ја доделија. И не ја доделија уопште националната концесија. И таа национална концесија, мислам дека после не ја доделија на никој. Тоа е тај македонски синдром. И сега ќе кажам една работа што не знам дали сум кажал. Директно го следевме цел оваков. Цел тек на состанокот кој се делеа. Преку мобилен телефон. И голема беше сметка тама. Го следевме цел овакво. Кога дојде ред да добиеме да се гласа за предложи некој член од Советот, сега е се чисто, јасно. Ајде да гласаме, само да дигнеме рака дека К15 добива овако. Не, чекајте, пауза за ручек. После 2 сата председателот на Совет за радиодифузија кажува препорака од владата, оваа фреквенција да не се доделува. И ако ви интересира, СДС беше на власт тогаш, не беше ВМРО. Нема врска, СДС кој е на власт со ВМРО-ски кадри, така да. Не, за тоа што зошто го кажувам ова? Не, знам и кој беше председател на Совет за радиодифузија, претпоставувам на... Мене ми е жал, јас тогаш со 90% од членовите на Совет за радиодифузија лично разговарав и им ги доделив оваквото елаборатите и сите документи. За да не дојдеме у ситуација да утре некој, ама ние не знаевме, ние не веруваме. У 2 верзии. Едната на 1500 страни, ОЛКАФ елаборат, ова се работи што се проверуваат многу лесно утре. У агенцијата. К15 може пак да се врати? Има шанси или тешко? Вас се прави овакви забуни, ама ја нема да правам оваква забуна. Има. Добро. Зошто да не? Утре ако дојде некој каже, слушај, јас имам направено бизнис план. Некој така како турците. Па добро, може ја да размислам.
Па еве се Да, сте размислувам тргнале за со бизнис. тоа, ако За тргне бизнис, бизнисот, го зашто тргнува, да па не? зашто да не, да. Мене ми е жал што Да. ние сме едини у историја на македонската кинематографија што ги вративме парите што ни беа доделени за филм, за снимање. Мене ми е едино криво што филмот не го снима. Да, колку ви беа дадени пари? 800.000 марки, тогаш марки 800.000 беа. марки. Да, и тоа филмот. Филмот и Да. ги вративте сите, Ги да. вратив. Не, не ги земавме, се Да, откажавме. практично тоа не се Ги овака земавме пари. тие Да. сам не знам колку беа околу 10-15 хиляди марки за развој на сценарий, почнавме да го работиме и одеднаш се појави размислување дека ајде да ангажираме од Београд некој косценарист, вие сте млади, прв пат правите филм да направите утка, дојде косценаристот, дајте му 4000 марки, па после че дојде косценаристот на 2 пати, без потреба, му дадовме 8000 марки и после више им кажавме, бате, фала, нема потреба да не браните више. И ми напишавме едно писмо, па после втората верзија беше вие сакате и сами да го режирате, па ќе треба веројатно и некој режисер да... Кој режисер? Да, и после ние почнем да си их слушај. Вие, кога ќе почнеме да снимеме на трета клапа, може и нас да не сменат. Ќе викнат некои други. Што перики се купуваат, може да купиш било каде. Добро, во секој случај барем имавте улога во филм, игравте во филм, ви имаш. Така, Јас многу мали улоги имам во филм. Добро, беа Васко и и многу и сериозна Бранко беа. да улога. Јас имам играно у 2 филма, како во Лош сон, мислам се викаше на Митричевски. Имам играно у филмот, не тоа улогата ми е играм у филмот и играм на Оро. Да. Не на планина, и тоа ќе го памтам, ме стегна стомак, па морав од таму да одам у Радовиш у ВЦ. Таква беше ситуацијата. Среќа што Васе има тетка у Радовиш, па брзо завршивме работа, онака со сите салтанати. После имав улога у покојни Данчо Чеврески, Бог да го прости, која ме убедуваше за да се нафатам во филмот во Gypsy Magic. Аха. И викам, Данчо, јас му викам, многу филмови имам снимени, ова се по 2 секунди или по 5 секунди ми има у филмови. Не бе, вика, тука, вика, пресвртот станува со тебе, вика, ти му соопштуваш на овој дека купил лош коњ. И тука станува пресвртот у филмот. Добра, ајде, важи, отидов на снимање, снимав еден ден или два, колку имав на снимање, и 4 секунди или 5 ме има у филмот. Добро. Ми беше драго што разговаравме. Што добро, малку е бе, Мишко. Уште да тераме, не, шалам. ќе се видиме, пак мислам дека повеќе од сат време одиме. Мишко се Затоа и шалам. го фативме бизнис, како, да пример, да треба К15 с кеш да направиш денес, како би изгледало ова? Цело, што не се случува денес? У Државичево? Државичево? У држава. Ма како Да не скеч, нема шанса да се направи скеч. На што да прави скеч? Пародија на пародија не може да се направи. Нема, пази, одговорност никако. Не може држава да се води до денеска збориш една работа и излегуваш од тука, одиш на улицата, чекаат новинарите, даваш изјава, збориш сосема трета работа. Правиш сосема четврта работа. И никој за ништо не одговара. Имаме уште многу што да Ние сме, говориме. знаеш што, нас до прва ни идат главните проблеми. До прва, кога ќе се појави вештачката интелигенција, тогаш ќе се уништиме. Да, Затоа што не може вештачката интелигенција не може да фати тука на кај што има природно глупи луѓе. Ме саѓаш? Нема шанса. Не ќе можат да не уништат, пак ќе не остат сами да се уништуваме. Ни вештачката интелигенција нема да не уништи. Ова е добро. Ова е добро. Како за на крај да се насмееме, ве нервирали кога ќе ви рече тај тој ќе заев у кабинет беше, па сега ќе дрнда. Мислам, ја сум го поминувал се до тоа, ставите ги таму, ајде. Како ви Не ме нервира, тоа беше мој избор. Да. Мене во принцип ме нервира, значи јас реагирам не за мене кој зборат. Кога гледам луѓе колку, например, кога се палат на лажни вести. Да, Значи, тоа јас- е неверојатно.
Неверојатно. Никој не проверува. Дома седиме со жена ми, сега сме пензионери 20. И сме као 18 годишњаци или 15 годишњаци со телефоните или со ајпадот у рака и цело време шпарташ. Го видео? Да, и жена ми ќе ми каже, обично, и почнуваме тука да се ка. Па ти бе, викам, како бе, ти можеш да веруеш, викам, на оваа вест, пази, заменик јавен обвинител беше, заменик јавен обвинител у пензијата. Па ти ако требаш да ги судиш овие, како ќе ги осудиш сега која подлегнуваш на лажна вест? Ама нема од тоа, нема спас. Нема спас. Ќе се видиме пак, комшија. Благодарам многу што бевте во овие бизнис муавети. Ние за видување ќе се видиме, Мишко. Ќе се видиме. Секако. Ќе се видиме. Него ти, еве, јавно кажувам, некој у случај да ти откаже гостин, тука сум, јас знаеш кај сум, слободно јави да се. почнеме и од септември да размислуваме, ќе направиме некој бизнис план. Тука ни е студио, па ќе си правиме шоу. Љупчо Бубакаров во бизнис муавети со Фактор МК, заедно со Форманова. Ви благодарам што не гледавте. Бидете со нас и следниот петок. Довидување.